Антипатијата која како општествен феномен се негува кон администрацијата како партиска, фамилиарна и нестручна структура која на никаков начин не придонесува за добробитот, туку е нестослив товар на грбот на даночните обврзници. Својата суштинска потврда ја добива по јавното декларирање дека во неа се вгнездени функционерски рожби, на чиј притисок не можеле да одолеат и навидум независните. Знаете како е. Сега, ако некој се јавува еднаш, ќе му кажете, ќе се обидете некако културно, да го одбиете втор пат, трет пат, па председател на собрание, што да прави? Практичниот пример дека не помага убавината, туку упорноста го прави невозможен обидот на која било власт да се одважи и да каже стоп, па и покрај силните предизборни програмски определби, соочена со актуелната контаминација на органите, дополнително усложнета од партиските барања за редоминација во службите, се ужаснува од самата идеја за реализација на можеби неголемата потреба на државата. Го мрзам зборот реформа на администрација. Го мрзам. Оттаму е прифатлива тезата на академската Фела, која со искрено жалење гледа на тоа што се случува и е сосема свесна за баластот кој натежнува на гарнитурата. Но во неверица фрла сомнеш врз капацитетот, градирајќи ги своите импресии за зафатите кои се преземаат, ама не врз квалитативна, туку врз генерацијска, старосна основа. Кога ги слушам младиве министри, ми доаѓа да заплачам. Сепак не треба да се исклучи одговорноста за состојбата токму на оние кои постојано леат солзи, а на индиректен начин со креирање решенија кои дозволуваат такво поведение, активно придонесувале за тоа трупање кое и ним им создава хаос во главата. Затоа и расплаканите треба да погледнат наоколу и да бидат подсетени дека изворот на таа силна емоција понекогаш треба да се бара и на катедрите, од каде биле нарачувани реформските прописи. Може би проблемот е што едни исти луѓе многу време ги пишувале законите, а без да има никакви резултати. Единствен евидентен резултат од законите има само тогаш кога политичарите сами си ги договараат. Мислејќи дека ќе се спасат формулирајќи норми за очекувано полесно бегство од вистината, во зенитот на својата моќ тие со својот подпис си ја определиле судбината, па создале тим кој сега играјќи токму на нивниот терен, отворено им го најавува својот триумфален поход кон врвот на правдата. Таму ние победуваме 100-0. А за Титаник? 200-0. Спрема тие 4 обвиненија што ги има против Груевски досега и за тие 4 што се доставени и потврдени, мислам дека некаде сигурно поединечно или вкупно за сите некаде околу 25 години затвор. И на крајот, ваквите прогнози придонесуваат се потрагично да изгледаат обидите за правење комедија. Наредната истрага ќе биде отворена за работа, например, дека некаде сум ручал и на сред ручење сум морал да станам и да заминам, па сум направил штета на буџетот што сме го платиле целото јадење, а јас еве на средина сум станал, сум отишол да ручам. Без оглед кој кога станал, првата лекција не само во економијата, туку и во животот е дека бесплатен ручек нема. Неважно од тоа дали ама баш се што било надробено, било исцркано.